Гостин во студијата на Република е македонската ракометарка Робертина Мичевска, капитен на македонската репрезентација. Робертина, добро дојде во студијата на Република. Добар ден, добре ме најдов, благодарам на поканата. Новина за Робертина Мичевска е кампот кој што ќе се одржи во Струга во текот на месец август. Што е она што ќе го направи кампов различен од досегашните кампови? Кире Лазаров организираше, Лекич организираше, сега наред е кампот на Мичевска. Да, наред е третиот камп, поточно четвртиот, исто така и Металург организираше камп. Ова е четврти камп ова лето. Во мојата кариера ракометна, бидејќи сум се уште актуелен спортист и капитен на Македонија, ќе биде прв камп, но тоа не значи дека ќе биде и последен. Новост е тоа што за прв пат децата ќе имат можност да учат од мене. Претежно ќе биде за ова година ќе биде само од македонски ракометари и ракометарки. За другата година е во план и да биде интернационален, но бидејќи сега е кратко е времето за да биде интернационален, се реши ова година да биде само од македонски учесници. Идејата за овој камп ми дојде ова лето кога присуствав на камповите на Андреа Лекич, на Лазаров и на Металург, бидејќи сите кампови се одвиваа во Охрид и јас бев постојано присутна на сите три. Не во исто, значи најмногу бев присутна на кампот на Андреа Лекич, бидејќи бев специјален гостин, поканета од мојата колешка Лекич, и можам да кажам дека многу беше добро организирано и така и ми дојде таа идеја. Една вечер враќав од Охрид на кај Струга со велосипед и ми се заврте во главата и си викам, па зашто јас да не организирам камп? И така, инспирирана од тоа како децата тренираат, се забавуваат, се дружат, така ми дојде идејата и уште првата вечер, значи што ми дојде идејата, отидов веднаш во одморалиштето 25 мај, или мајски цвет, како што го викаат, и прашав за смештај и одма ми дозволија, значи одма се фатив за работа. Можам да кажам дека новост е што јас сама го организирам овој камп без помош од други, сама си барам спонзори, сама си организирам се. Значи, новост е тоа што ќе има многу поголем број на поклони отколку на другите кампови. Забава на брод ќе има, како што имаше кај Лазаров и кај Лекич, но ќе биде од различен тип, ќе биде со шведска маса, значи ќе биде како свадба без зет и невеста. Каков интересот кај децата? Па засега има дечиња. Можам да кажам дека многу го немам промовирано мојов камп, медиумски сега почнувам, бидејќи обично за камповите Лазаров и Лекич, колку што знам, 5-6 месеци наназад се подготвуваат. Јас почнав да се подготвувам од јуни, значи еден месец можам да кажам дека се подготвувам и многу од децата не знаат дека јас имам камп, бидејќи освен на Facebook што сама се објавувам, никаде немам дадено ни во вести, никаде нема реклама. Сега да, затоа и тие што знаат преку Facebook што ме следат се зачленуваат директно на мојот Facebook профил во пораки, значи засега бидејќи така сум решена да биде се мое, без помош од друг, оди така и има заинтересираност. Планирав да има и втора смена, доколку има поголема заинтересираност. Засега ќе има само прва смена, бидејќи кажав кратко е времето и децата не знаат, но не значи дека ако медиумски се покријам и доста од медиумите почнат мојот камп да го рекламираат, не значи дека нема да има и втора смена. Стои можноста да има и втора смена. Па ќе видиме како ќе покаже времето. Битно е дека има заинтересирано, секако. Она што е интересно е има посебни услови за децава кои што потекнуваат од твојот роден град, од Струга. Да, тоа се посебни услови, значи можам да кажам, бидејќи цената за сите останати што не се од Струга е 9000 денари, што е многу пониска од цената на Лекич и на Лазаров, тоа морам да напоменам. А за децата што се од Струга, бидејќи сум струженка и сакам некако да се одолжам на мојот град, бидејќи немам ништо направено за Струга. Еве за прв пат цената е 6000 денари само за деца од Струга, кои ќе спијат во одморалиштето, а за деца кои нема да спијат цената е само 2200 денари. А и тие деца што ќе нема да спијат ги имаат истите услови како и тие деца што ќе спијат, исто ќе има забава, значи забава на брод, а новост морам да кажам дека новост што го немаше на ниеден од другите кампови е тоа што децата ќе бидат пречекани со жива музика, со бенд од Тројца.
затоа што до сега никој така не направил и ќе има пред одмораништето група од 3 члена со звучење, со значи гитара, синтесайзер и пеач и сакам децата со песна да им почне кампот и со песна да им заврши. Да им заврши. Каква е поддршкава од колегите? Ќе има дел од нив поканети на кампот, ќе присуствуваат, бидејќи секако на секој дете му е желба да го сретне својот идол. Да, ќе има многу гости, бидејќи во исто време, така јас одлучив да биде во исто време мојот камп во време кога ќе се одржува историскиот турнир. Тоа е многу як интернационален турнир, традиционален и интернационален со многу квалитетни екипи и јас ќе поканам многу гости од историскиот турнир да присуствуваат на нашите тренинзи. Значи зборувам за машки, а можам да напоменам дека ќе има и женски, значи бивши репрезентативки, сегашни репрезентативки, како и некои од помладите што се многу перспективни од мојот клуб Металург. Се разбира дека ќе има и колешки од Вардар, доколку во тој период, тој викенд немаат обврски кон клубот, не се во некоја земја каде што би имале припреми. Би дошле исто така Андреја Лекич, Јулија Николич, Пенезич, значи би дошле повеќе доколку немаат обврски, зависно од обврските. И јас многу ми е жал што многу од моите колешки од репрезентација што играат во странство нема да дојдат, но тогаш одлучив да го направам овој турнир, затоа што е тука струшкиот турнир. Мојот камп поточно одлучив да направам бидејќи во исто време е и струшкиот турнир и сакав децата да можат и што е друго новост, бидејќи има многу новости, малку и му почнав да заборавам. Новост е тоа што ќе имаме групно следење на струшкиот турнир, ќе има место специјално за мојата академија, организирано е тоа. Ќе има специјално следење групно следење на надпреварите, што тоа ќе прв пат е така на еден камп да има организирано да се гледа толку врвни квалитетни играчи секоја вечер. Сега ние ќе гледаме дали ќе можеме сите надпревари да ги гледаме, бидејќи ние сме дојдени пред се за тренинзи и приоритетни се нашите тренинзи, но ќе направиме некоја комбинација да имаме и тренинг и да гледаме надпревари и да имаме забава и одење на плажа. Исто така ќе одиме во посета на Вевчанските извори, ќе се шетаме со панорамски автобус, може да идеме и до Охрид. Ќе идеме исто до манастир Света Богородица, значи ќе има едноставно како летовање со тренинзи и ќе биде, можам да кажам, да ветам добра забава, добри услови. Ќе се надевам дека ќе имам голем број спонзори, веќе почнав да барам и што почна да ми помага за сето тоа бидејќи секој поклон, сето тоа кошта, сама не можам тоа да се го дозволам, ми треба поддршка. Ми треба поддршка од спонзорите. И можам да кажам дека што е уште една новост, сакав ова да биде малку како тајна, али не може нека биде да се издржи. За прв пат обично се даваат дипломи обични, значи на папир, значи обични дипломи, принтани, но за прв пат на мојот камп со големо задоволство можам да кажам дека ќе има диплома која ќе биде на голем хамер, со графички молив цртана, ќе има слика ваква од репрезентација и каде што сум репрезентативка на надпреварот со Германија што го игравме минатата година во јуни и ќе има горе на секоја диплома ќе стои името на учесниците и ќе биде со графички молив кој што не се брише. И тоа ќе ме остане за спомен на сите учесници. Тоа е голема новост и многу сум среќна поради тоа што ќе бидам различна од останатите. Да. Струга, кога сме веќе кај Струга, мора да се напомне дека Струга е градов кој што ни донесе најголеми таленти во ракометот. Да. Како се создаваат тие големи таленти? Има добра школа на почетокот? Какви беа твоите почетоци во Струга? Па Струга, како што знаеме сите, има навистина голем број на играчи, како во машка, така и во женска, како екипа. Посебно во машката, значи во репрезентација има неколку стружани, а и во женската има 3, јас и уште двете сестри Георгиевски. Има, не знам, воздухот, веројатно е до воздухот и до езерото. Не знам како се создаваат така добри играчи. Штета е што нема во Струга спонзор кој ќе ги собере сите стружани, бидејќи посебно во машката репрезентација може сама да си направи екипа репрезентација, има доволно цела постава стружани и да биде клуб репрезентација, али никој до сега не се нашол на голема штета да ги собере тие играчи да си бидат во својот роден крај и да бидат како клуб репрезентација, не се нашол спонзор, што не значи дека нема да се најде во иднина. Инаку имаме многу добра женска екипа во Стружанка, младинки, но тие девојчиња можам да кажам е голема штета за нив, бидејќи ако кажам дека и сами си плаќаат за пат, тоа е смешно, мизерно, мислам жално, затоа што ајде што не земаат плата, не земаат него и сами да плаќаат трошкови за пат, не навистина, а имаме толку во Македонија луѓе што се моќни,
и може да помогнат и би апелирала, би ги замолила сите што се во можност да му помогнат на клубот Стружанка, па и на РК Струга, да на вистина да се издигнат на ниво, на место каде што заслужуваат да играат, а тоа е Суперлигата. А не децата сами да си плаќаат за патни трошкови. Град со добри играчи, град со добри без добар играчки, клуб. а да си плаќа самото дете, тоа е жално. Да, нема добар клуб. Каде започна ти? Од каде идејата се тренираш со започнав во ракомет? Стружанка во далечната 1995 година на моја 11 годишна возраст во Од петто каде идејата одделение. да почнеш? Па од каде идејата? Јас сакав да играм кошарка. Тогаш бев голем фан на Дејан Јовановски и на таа генерација на кошаркари. И многу гледав кошарка и ракомет не сакав многу, но еден ден мојот дедо гледаше ракомет и баш го прашувам, викам, дедо, што спорт е ова? И ми вика ракомет. И му викам, и што ова? И ми објаснува како се игра. Онака почна ми објаснува кои се правила, кои се играчите, го памтам Боро Чудлески на времето, Томче Петрески, така, таа генерација. И викам, папа, не е лошо, викам и ова. И така, викам, ама јас сакам, сепак му викам, сакам да гледам, сакам да бидам кошаркарка. Но во Струга немаше женска кошарка и се разочарав и викам, а што има женски спорт? Ми рекоа ракомет. Викам, па супер, нема проблем. Ракомет, битно да е со топка. И така, само мораше да чекам една година, бидејќи во четврто одделение не сакаа да ме примат. Имаше правила да бидеш петто одделение и чекав една година и во петто одделение си почнав да тренирам ракомет. За почеток можам да кажам дека бевме 50 до 60 деца и сите се тепавме за да земеме топка. Ама така, и упорноста се исплати. На крај останав само јас. И до ден денес со таа генерација само јас сум се уште актуелен играч. Потоа следуваше Евростандард. Потоа беше Кометал, значи ме повика во Кометал во времето кога не игра Лига на шампиони. Потоа беше исто Евростандард, па играв минимално на двојна во Кометал и во Куманово неколку месеци. Потоа беше Бамби Раднички од Србија, после тоа беше 3 години шампионот на Турција Мили Пијанго. Потоа беше Металург 5 години и беше исто Турција, играв неколку месеци пред Вардар, значи играв во Турција 3 месеци и последно беше во Вардар каде што играв Лига на шампиони 2 настапи и така се случи. Сега е пауза од ракометот, меѓутоа упорноста и пожртвуваноста, борбеноста е одлика на Робертина Мичевска. Дали планираш да се вратиш на ракометот после се што поме? Па да, тоа прашање сите ме прашуваат. Јас од цело срце сакам да се вратам и да играм и да бидам подобро од порано. Тоа ми е цел. Покрај се што ми е цел да го освојам Монт Еверест, бидејќи многу сакам и да планинарам, но да се вратиме на ракометот. Тоа многу ме прашува дали ќе се вратиш, кој знае, не знам дали знаат сите, јас имав тешка операција на мојата кичма, имам 6 шрафови и 2 шипки и тие треба да се извадат за јас да можам да играм ракомет, бидејќи ракометот не е ни најмалку нежен спорт, знаеме сите, посебно пивкерите на моја позиција колку кјодек јадат, значи ќе јадат и колку има проблем. И јас морам да почекам да ми ги извадат тие штрафови шипки и во разговор со докторот Христијан Костов кој ме оперираше, беше главен доктор на мојата операција, ми кажа дека во мај месец наредната година ќе ми ги извадат шипките. Бидејќи ако не ми ги извадат тие, ми кажа дека сама ќе си ги извадам, бидејќи кога слушна дека го освои врвот од 2258 метри на неполни 4 месеци од мојот пат, го фати шок и не можеше да поверува какво чудо сум јас. И така ми кажа ако не ги извади мене, сама ќе ги извадиш, бидејќи ако нешто, не дај Боже, направам нешто на шипките или ако падна, може да останам инвалид, тоа е со сигурност. А да се навратиме за ракометот, на моје големо задоволство и на задоволство веројатно на тие што се мои симпатизери, можам да кажам дека нема да се откажам од Македонија и дека се уште ќе бидам капитен во октомври, бидејќи јас засега можам да истрчам и да шутнам пенал. Тоа можам да го направам без дозвола од докторите, нема ни да ги прашам за тоа и планирам да барем еднаш или два пати во текот на надпреварот да шутнам пенал, да бидам капитен и да бидам поддршка од клупа на моите колешки и секако да бидам помошник тренер на главниот селектор, што ќе биде избран овие месеци, бидејќи моментално немаме селектор, а немаме ни тренер. Повеќе би била тренер, а како капитен би била бидејќи не сакам да се откажам од дресот. И здравје Боже,
понатака во мај месец ако ми ги извадат чипките, ако е се во ред, наредната година може да ме очекуваат и да се вратам, зашто да не, и да бидам подобра со повеќе искуство. Со целосна минутажа, Со целосна на минутажа на терен, а не само да шутирам пеналти како морална поддршка. Упорност и борбеноста е покажа токму со качувањето на Црн врв, возењето велосипед и сама кажа дека идејата за кампот дошла возејќи велосипед. Ова не е единствено искачување на планина, искачување имало и во Србија. Кои се плановите за натака и каде се качува Србија? Да, јас многу сакам да се искачувам на врвови, да освојувам врвови. Црн камен значи беше на 7 јуни. Тој беше 2258 метри надморска висина. А сега се искачив, бев на летовање во Ртањ во Србија, тоа е едно прекрасно планинско место и тоа е планина како пирамида, значи буквално е остра и не е многу висока, 1560 е отприлика, така некако таа висина, не е толку висок колку што е тежок, многу временски. Јас цел ден бев на планина, од утрото од 7:30 тргнав, дури вечерта се вратив. Значи цел ден уживав, шетав, собирав твекиња, значи пеперутки, тоа е милина, значи мелем за очите, за опуштање, за релаксација и го освоив тој врв и сега понатака докторите бидејќи ме отекуваат нозе кога ќе удам на врвови, тоа морам да се пожалам, бидејќи многу напор е тоа, ми отекува многу колената и нозете и докторот навистина ми кажа да не претерувам и да малку олабавам и сега морам да слушам, да чекам до септември да го освојам кораб, тоа ми е следна дестинација на 8 септември, тој е највисок врв во Македонија, со нетрпение чекам да го освојам. Се надевам дека до тогаш ќе бидам уште подобро во нема да ми отекуваат нозете, дека ќе ми се средат во крвта тие што ми се што има проблеми со крвта, нели со дишењето има проблеми во болница, така да одиме понатака, се додека не го освојам Монтеверест за неколку години. Зашто да не? Ако ме поддржи владата финансиски, јас сум спремна. А тренираш сама с периодов? Значи јас не смеам да трчам, не смеам и не можам во моментов многу да трчам, можам полека. Не смеам да кревам тежина, а смеам да возам велосипед, значи смеам да ги правам работите што најмногу ги сакам, а тоа е најголема среќа, нели? Прво велосипед да возам, второ да планинарам, и да шетам, значи можам да шетам што сакам да правам, да пливам можам, да нуркам можам, све што сакам можам да правам. Јас трчање никогаш не сум сакала сама да трчам, така да не ми ни пречи да кревам тежини во теретана, не сум баш голем љубител, така да и тоа не ми пречи. Јас во моментов сум толку среќна и радосна и благодарна на Господ што ми даде вака да бидам како што сум, затоа што тоа што сакам, тоа го правам, уживам во животот, едноставно речено. Да. Несреќата која што се деси е нешто што не можеме нели да го заобиколиме. Како гледаш на животот после падов? Многу поубаво гледам, затоа што јас сум пресреќна, значи кажав благодарна на Господ што така веројатно не знам како да кажам, се случи, ама благодарна. Не сум благодарна што се случи несреќата, него не знам, многу поинаков начин на гледање на животот имам, затоа што ја гледав на неколку наврати смртта во очи. Затоа што јас кога бев во болница имав тешкоти со моето дишење, значи многу имав болки, еден месец бев во траума, во шок соба, многу тежок период, не можев да се помарнам од место. Значи многу ми беше тежок периодот, после уште 2 недели бев во оделението на траума, не можев да станам, имав голема поддршка од мојата мајка, од мојот дечко, од мојата пријателка Милка, значи и од други многу бројна пријатели, луѓе преку Facebook, од медиумите, мислам се интересира за мене и сите многу луѓе после тоа ми кажува како се молеле за мене, како јас да бидам добро и сакам да им се заблагодарам од срце на сите од клубот Вардар исто така, од ракометна репрезентација и сакам еве јавно да им се заблагодарам на сите за тоа што беа со мене, можеби некој заборавив, нека не ми се лути, но огромна беше поддршката за јас да сум тоа што сум во моментов и од срце им се заблагодарувам на сите што несебично ја дава љубовта кон мене. И на персоналот од Карил секако, затоа што докторите и сестрите и медицинскиот персонал беше навистина на високо ниво, многу ми пружа нега повеќе отколку на другите, бидејќи јас цело време бев свесна, освен првите неколку дена кога сум била под седативи, после тоа се бев свесна и се гледав и све знаев што се случува. Значи бев присутна, значи цело време и разговарав и се, само што си имав големи болки. И исто така и на траума оделението се грижија за мене и благодарност и до медицинскиот центар од Струга, каде што работи мојата мајка. Сакам да упатам и до нив благодарност.
И така, до сите благодарност, а најмногу до Бог што ме остави да сум жива и здрава и што така, што сум сега уште посилна, што имам многу поголема позитивна енергија, што гледам низ животот без тешкоти, сите проблеми, мислам, најбитно е што сум здрава, што можам да си правам тоа што сакам. И новост е тоа што планирам да отворам ракометни школи, да напоминам кај новостите. Многу амбициозно влегувам во овој живот што ми е поблиску до Бога откако паднав. Сакам да отворам школи не само во Скопје, туку да отворам и во Струга, во Валандово, во Демиркапија, во Охрид, можеби во Велес, значи многу амбициозно сакам во делови каде што во Македонија е запоставен ракометот, бидејќи тие дечиња заслужуваат да и во Вевчани планирам да отворам школа, значи ќе видам колку подобро, повеќе школи толку е подобро за македонскиот ракомет, бидејќи јас ќе гледам да бидам присутна секаде помалку, да се поставам тренери што се професори по физичко или некои што биле значи околу со спортот, јас да им давам програма, тоа е мојата идеја, јас да им давам програма за работа на сите, да бидам главен одговорна и кога ќе можам да ги посетувам сите, бидејќи не можам во цела Македонија да стигнам за еден ден. Не. Yes. И како што ќе можам ќе ги посетувам барем еднаш неделно дечињата и ќе имаат можност да учат од мене и да им помагам индиректно. И тоа за сега ми се планови во репрезентација, ви кажав, да бидам тренер, значи капитен да бидам, односно да бидам помошник тренер, две функции во една. И би сакала исто, ако има можност, да потпишам договор со некој клуб, треба да разговарам тоа со Вардар. Не мора во првиот, може во вториот тим, колку да имам лиценца за да бидам капитен, значи да потпишам колку да бидам член на некој клуб. Исто можам и во Вардар да бидам вториот тим како помошен тренер на Симе, бидејќи моментално во Вардар има само главен тренер, има тренер на голмани. Можам да бидам помошен тренер, а од друга страна да бидам со дрес, со опрема, колку да бидам пријавена регуларно во репрезентација. Ама за тоа треба да се зборуваме кога ќе се вратат девојките од репрезентација, бидејќи сега има нашата младинска репрезентација во Шпанија, европско првенство и ќе разговараме како вика со тек на време, све ќе се сведе. Претпоставам поинаку гледате на животот, ги цените, работите повеќе, проблемите ги занемарувате и сваќате дека некои работи не се вредни во животот за секако, да, па не се замарам сега, јас сум толку усрекна што вака сум со вака малку повреди на мене, бидејќи имаше голема веројатност јас да бидам инвалид. Ако останев жива, ама фала на Господ сум и жива и не сум инвалид, туку искачувам врвови, имам многу планови и супер ми е и така нека им биде на сите. Нека си живеат онака, да не се замараат за ништо, тоа што било поминало, секој има проблеми во животот, ама на проблемите нека гледаат позитивно. Значи, позитивно, како да кажам, да не се замара за ништо. Се може да ти се случи во животот, ама не треба да се враќаш назад. Да си живееш онака. Се може да се реши. Се може да се реши. Ако веруваш во Господ и ако мислиш дека ќе ти помогне. На крај што очекуваш од девојките? Ги спомна во Шпанија? Да, девојките во Шпанија очекувам многу добар резултат. И јас сум убедена дека ќе дојдат со некое 5-6 место. Не знам зашто нешто така пречувствувам. Многу можам да кажам, жално е што таа генерација на девојки немаат поддршка, немаат никаква поддршка, мораме да бидеме искрени, затоа што бев да ги видам на тренинг и тие имаат многу меѓу себе, многу имаат атмосфера, многу се сложни, многу добро тренираат, имаат одличен селектор, помошен тренер на голмани, но според мене репрезентација што сама се изборува на учество за европско со сопствен труд, треба да има многу поголема секаква поддршка, како од федерација, така од медиумите, сметам дека немаат, но тие девојки, според мене, ги гледам јас каков квалитет се, со неколку од нив сум играла, имам играно, иако се доста помали, значи нема врска возраста, сметам дека ќе направат бум и ќе дојдат тука и сите тогаш ќе сакаат да трчаат со нив, како што викам јас, да се сликаат. Сите ќе сакаат и ама дај Боже да направат бум, па и нека се сликаат. Да веруваме дека тоа ќе прогноза ќе се. Јас сакам да кажам дека би сакала да одам во Шпанија, да бидам нивна поддршка, но тоа ќе видиме доколку има можност, да бидам поддршка од позадина, изразив желба, но не знам дали ќе ми дозволат од федерација. Ако ми дозволат, ќе бидам таму да ги будрам од трибините, ако не, од малите екрани ќе им посакам успех, ќе бидам со нив и да се надеваме дека ќе се вратат со голем успех. А зашто да не и со медал? Да. Дај Боже. Дај Боже. Робертина, ти благодарам на гостувањето во студијата. Благодарам и на вас.